Почитувани присутни, во изминатиот период, во изминативе 2 седмици имав можност да прошетам многу населени места, градови, села, се сретнав со многу луѓе, се сретнав со земјоделци, се сретнав со образовни работници, се сретнав со лекари, со војници, со полицајци, со сите структури. И секаде, каде што одев, преовладуваше една иста мисла. Време е за промени, време е Македонија да престане да губи и време е Македонија да почне да победува. Време е Македонија да ја исправиме и да ја вратиме на вистинскиот пат. Време е да ја вратиме Македонија во раците на граѓаните таму каде што припаѓа. Затоа што Македонија ни е одземена, затоа што Македонија ни е украдена и затоа што Македонија ни е понижена. И затоа повторувам, масовната излезност за 5 дена од сега ни е многу важна. Многу важно е да ја поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова на 24-ти, за да го направиме тој бран уште до 10 часот са бајле. Уште до 10 часот са бајле да имаме висок процент на излезност. За да вечерта во 21 часот прогласиме победа во цела Македонија. А после тоа, после 24 април, да го доораме теренот, таму каде што не сме поминале, и на 8 мај да славиме голема и убедлива победа. Да си ја вратиме Македонија во рацете на граѓаните. Застанете со нас затоа што ВМРО ДПМН на овие избори излегува со голема програма. Излегува со платформата 1198. Излегува со платформа која што нуди развој, иднина, перспектива, повеќе за секого. И ние се обврзуваме во таа наша изборна програма. Тоа е многу важно да се напомене што ќе се направи и за општина Ранковци, но и за Македонија. Што ќе има за земјоделците, што ќе има за пензионерите, за младите, за вработените и невработените, за бизнисмените. Многу ни е важно да излезете и да не поддржите на овие избори. Верувајте, ќе немаме, можеби, следна шанса. И нема да изгледа ова како клише и празни зборови, дека ова се избори, можеби, последни и најодлучувачки. Да, се и се многу важни. Изборот не е на овие избори дали сте за Европската Унија или против Европската Унија. Изборот на овие избори е дали сакате да продолжи овој артаноиден режим во кој што се СДСМ и ДУИ, и од друга страна опцијата која што ние ја представуваме, а тоа е ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија, коалицијата со народот. Не бираме меѓу ЕУ или не ЕУ. Сите сме ние за ЕУ. Бираме дали сакате да продолжи криминалот, грабежот, невладењето на право, да продолжиме да не добиваме соодветна здравствена нега и заштита и луѓе да ни умираат по ходниците болнички, пензионерите наместо да чуваат внуци и деца, да протестираат по улиците за повисока пензија, затоа што од нивната пензија не им стига ниту месецо да го поминат лекови да си купат. Земјоделците да ги оставаат нивите непосејани, неизорани, неожнеани, затоа што не им се исплати. Нема ниту за гарантиран откуп, ниту за гарантирана цена. А субвенциите доцнат. Да продолжи ли да функционира овој артаноиден режим, каде што во одредени делови на Македонија не важат законите и не важат законите за одредени граѓани во Македонија. Тоа е изборот од едната страна. Порази, срам, понижување. Тоа е она кое што сите ние го чувствувавме изминативе 6,5 години. Од другата страна е она кое што го нуди ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Просперитет, развој на Македонија, проекти кои што се градат, 5000 денари во првата година, повисоки пензии за пензионерите не е доволно, но сепак е повеќе од нула. Книга, како што рече Драган, за секое дете. Дојдовме до тоа дереже да ветуваме и да зборуваме на избори дека секое дете ќе има бесплатен учебник пред него на почетокот на учебната година. Место во градинка за секое дете. Реализација на капитални проекти. Борба фронт против корупцијата и криминалот. Нема да има граѓани од прв и граѓани од втор ред во Македонија. Тоа се опциите. Секој оној кој што ќе ви кажува друго, не ја говори вистината. Се обидува да ве манипулира.
што си и сака светот да го промени.